Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција пред крајот на оваа година. Темата на денешната пресконференција влијанието на новата регулатива за отпад врз бизнис секторот. На денешната пресконференција, како што може да видите, имаме представници од повеќе компании кои што постапуваат со посебни текови на отпад. На почеток збор ќе му дадеме на председателот на Асоциацијата на посебни текови на отпад при Стапанската комора на Македонија, доктор Филип Ивановски. Добар ден на сите. Мило ми е што дојдовте на оваа денешна пресконференција на Асоциацијата за управување со посебни текови за отпад, во кои текови, да подсетам, спаѓаат отпадот од пакување, отпадот од електрична и електронска отпрема, отпадот од батерии и акумулатори во моментов, а се надеваме дека со новите законски решенија ќе ни се приклучат и компании што ќе управуваат со отпадни масла, отпадни гуми и школки од стари возила, како исто посебни текови на отпад. Оваа пресконференција ја свикавме бидејќи сакаме да дадеме наш став во врска со законите за отпад кои се во тек на јавна расправа и веруваме дека набрзо ќе се усвојат. Тоа е измените во законот за отпад од пакување, измените во законот за отпад од батерии и акумулатори, измените во законот за отпад од електрична и електронска отпрема и имаме нов закон за проширена одговорност на производителите кој исто така ја регулира нашата област и генерално односите на бизнес секторот кон отпадот. И таа е новина и ние ја поздравуваме како асоциација, бидејќи сметаме дека го дорегулира тоа што ние го работиме и ќе помогне во однос на управувањето генерално со отпад. Инаку како членки на Асоциацијата за посебни текови, можеме да кажеме дека 2020 година ќе завршиме со собрани околу и однесени на рециклирање над 35.000 тони отпад од пакување, значи хартија, пластика, лименки, дрво, стакло, од вкупно 120.000 кои се пуштаат во Македонија, значи 35.000 од 120.000, ќе собереме околу 1.500 тони акумулатори од вкупно 2.500 што се пуштаат на пазарот, ќе собереме некаде околу 18 тони мали батерии од вкупно 90 тони што се пуштаат на пазарот и некаде околу 2000 над 2000 тони електрична и електронска опрема од вкупно 18.000 колку што претпоставуваме дека се пуштаат на пазарот. Ова за некој може да бидат големи, за некои мали бројки, но со оглед на сите околности во кои работиме изминатиот период сметаме дека се задоволителни и затоа сакаме да поздравиме новите закони што се во фаза на расправа, да го поздравиме нивното донесување, бидејќи сметаме дека ќе помогнат во уште ќе бидат добра основа за ширење на мрежата за селекција на сите типови на отпад од посебните текови. Она што очекуваме од новите законски решенија, и тоа е веќе дефинирано во нив, е да се намали бројот на компании кои не плаќаат никаде не финансираат ниеден систем за собирање на селективно собирање на отпадот. Јас споменав, се пуштаат на пазарот 120 тона отпад од пакување конкретно, од тоа се пријавуваат во колективните постапувачи во Министерството околу 60 до 65.000 тона. За останатите количини се тие компании кои во моментов никаде не финансираат и со новите закони тоа се планира подобро да се уреди, што ние го поздравуваме. Новина во новото законско решение е дека компаниите кои се загадувачи со било кој тип на отпад од овие посебни текови што ги споменав, ќе треба со завршната сметка во УЈП да достават и потврда дека ги подмириле своите обврски по овој основ кон било кого, дали кон Министерство, дали кон колективен. И со тоа сметаме дека значително ќе се редуцира можност на компаниите да избегнуваат оваа давачка која во моментов ја имаат. Исто така веруваме дека новите законски решенија ќе дадат национални цели за рециклирање кои се реално остварливи за Македонија. И сметаме дека тука има веќе разбирање кај Министерството, така да националните цели треба да бидат адаптирани за почетната позиција која ние имаме во моментов до 2030 година, како што е дефинирано и во законите. Потоа сметаме дека со новите законски решенија е добро што се дорегулира кој може да биде или кој може да основа колективен постапувач како што се сега во моментов колективните постапувачи во Македонија. Со новото законско решение изричито се кажува дека колективен постапувач може да биде само производител кој генерира соодветен тип на отпад. Имено да ве подсетам, кој е интересот на производителите да формираат колективен постапувач? Интересот е затоа што во колективните постапувачи плаќаат
по-мала цена од колку што е дефинирана во законите. Значи пред се финансискиот мотив има причина да се здружат во колективни постапувачи. Ние како компанија дека што сме членки на асоциацијата, сме формирани од бизнес секторот од такви компании. Се надеваме дека Министерството нема да дозволи понатаму да се формираат колективни постапувачи кои не се основани реално од производители, туку од други компании кои имаат некои други интереси при формирањето или добивањето апликацијата за добивање на дозвола за колективен постапувач. Она што исто го поздравуваме со новите законски решенија е што се настојува да се плаќаат, да индустријата да плаќа реални трошоци за собирање и селекција, значи да навистина има средства да се купуваат и контейнери, да се селектира, да се носи на рециклирање. И тоа решение стои во законските новини со тоа што се дефинира минимална цена што под која не смее да плаќа ни една компанија од индустријата кон колективниот или кон државата, и тоа веруваме дека ќе подобри финансиската кондиција на нас и ќе овозможи да расте инфраструктурата, да се подига јавната свест. И една новина што исто верувам дека пред се граѓаните ќе ги засега, а верувам и дел од индустријата, е тоа што се предвидува пластичните кеси кои сега ги добиваме во маркетите бесплатно или некаде ги наплаќаат по денар или два, да не бидат никаде бесплатни и минимална цена за пластична кеса да биде 10 денари. Ова сметаме дека значително ќе намали користењето на пластични кеси како една добра новина. Пластичните кеси иначе генерално во маса не учествуваат многу во вкупната пластика што се пушта на пазарот, да речеме од овие 120 тона што ги споменав под пат од пакување, пластичните кеси учествуваат веројатно со 2-3% во маса, но како волумен и како видлива загадувач се најприсутни. Во ова претворено во бројки е некаде од 120 до 150 милиони кеси годишно македонските граѓани пуштаат на пазарот. И верувам дека со 10 денари по кесава бројка ќе се намали барем половина првата година по донесувањето на стапувањето на сила на оваа одредба. Исто така тие кеси треба да бидат биоразградливи, значи не како досега со адитиви кои ги разградуваат и стануваат само невидливи, но пластиката останува туку да бидат навистина биоразградливи, да бидат од природни материјали кои нема да загадуваат понатаму почвата и водата пред се, бидејќи тоа е генерално проблем светски, загадувањето на морињата. Значи, ние како асоциација доставивме забелешки до Министерството околу овие закони и веруваме дека Министерството има сенс, бидејќи гледаме дека има политичка волја да се спроведуваат новини. Како бизнес сектор сакаме да кажеме дека сме подготвени и нашите основачи компании, членки се свесни дека треба да финансираат селекција на отпадот. Имаме се поголема еколошка свест кај граѓаните и тоа е добро. И тој притисок го чувствува индустријата и ние како бизнес сектор сме свесни дека треба тоа да го финансираме, но ни е потребна соработка од институциите, од Министерството да биде настојчиво во имплементацијата и пред соопштините, локалните самоуправи, бидејќи без нив на крајот на денот исто не може да функционира системот, така да тие чинители, индустријата, Министерството, локалните самоуправи, комуналните предпријатија кои треба да профункционираат навистина, да имаме значително зголемување на она што го собираме и рециклираме. Во моментов ги спомнав бројките на почеток, тие се задоволителни ако ги споредиме години наназад колку биле, но се уште мислиме дека има простор. И кажувам уште еднаш, законските решенија што сега се нудат се добри, со одредени забелешки кои ние се надеваме ќе не бидат усвоени и се надеваме дека законите од оваа област ќе бидат усвоени пред распуштање на парламентот. Се надевам дека до средината на февруари ќе има разбирање кај владата и кај претениците да ги усвојат, бидејќи со тоа ќе се направи нова почетна позиција или нова основа за побрзо ширење на селекцијата, што верувам дека е интерес и на бизнисот и на граѓаните. И најпосле да ви се заблагодарам на вас и очекуваме од вас како медиум и поддршка во оваа континуирана битка за почиста животна средина, не само во делот на отпад, туку и во аерозагадувањето, во загадувањето на водите. И тоа да го правиме не затоа што Европска унија го бара тоа од нас,
туку заради нас самите, бидејќи ние сме тие што тука живееме секој ден и гледаме кога се гори отпадот, гледаме воздухот, го дишаме воздухот кој е загаден и пиеме вода која можеби е загадена. Тоа сето зависи од нас. Значи само заедно можеме да создадеме атмосфера каде општествената одговорност на компаниите ќе биде услов без кој не може да продаваат на крајните купувачи и ќе биде една конкурентска предност на компанија која е општествено одговорна во споредба со компанија која не е општествено одговорна. Ние планираме во следниот период да ги издвоиме компаниите кои навистина редовно пријавуваат, се грижат и финансираат системи за управување со отпад од оние кои тоа не го прават и дури настојуваат да го избегнат на сите можни начини. Тоа би било накратко како воветот од мене, доколку некој од колегите сака нешто да додаде во делот за отпад, опакување, електрична, електронска отпрема. Иначе тука се присутни најголемите колективни постапувачи, Екон Електрон во електрична опрема, колективен постапувач, Пакомак, Евро Екопак во отпад, отпакување и Нула отпад исто во електрична и електронска отпрема. Имаме уште неколку членки и батерии. Имаме уште неколку членки кои во моментов не беа во можност да дојдат, Елколект и од Штип оба. Добро, ја би кажал нешто. Љупча Аврамовски, као член на Сдруженијето, мора да кажам дека Министерството за животна средина и просторно планирање на вистина настапи транспарентно и ние као асоциација неколку пати ги разгледувавме законите. Законите се генерално добри, забелешките што ги имаме ќе ги доставиме, меѓутоа во основа ги решаваат поголем дел од проблемите кои нас не засегаат у праксата. Пошто ние у праксата сме присутни више едно 7-8 години и повеќе. На неколку наврати имаше јавни расправи и се заблагодаруваме на Стопанска комора, овдека исто имавме прилика да ги разгледаме законите, така да во целост ни се транспарентност на Министерството во целост ги доближи до нас овие нови законски решенија што идат во прилог на подобрувањето на и воспоставување на еден одржив интегрален систем за управување со отпад и отпад пакување и систем за управување со електронски отпад и батерии. Само би нагласил уште две работи, можда ќе се повторам со господинот Филип Ивановски, во тоа што прво, ние додека не ги опфатиме сите компании, ние викаме општествено одговорни, имаме на пазарот и општествено неодговорни компании и да бидат дел од системот и да као другиве компании да издвојуваат средства, што е законска одредба, ние не ќе можеме да воспоставиме целосен систем на управување со пакување, отпад пакување, за електронски отпад и батерии. Проценките ќе имаме негде колку фирми се надвор од тој систем и законското решение кое што се нуди сега е многу добро со тоа што давањето на завршната сметка да се даде и потврдата од правниот субјект дека ги има измирено финансите средства и дека е член на некој колективен постапувач. Второ што е многу битно да нагласам, а кое што го нарушува пазарот, тоа е што на пазарот не фигурираат како колективни постапувачи имаме, а и ќе има барања основачи кои што имаат лиценца за складирање и третман на отпад. Значи и во сите закони на Европската унија и кај нас, значи оној кој што собира отпад, кој што складира и преработува отпад, не може да биде основач на колективен постапувач. Нашиот правен субјект, колективниот постапувач, 2 пати беше пререгистриран за оваа работа. Државниот инспекторат за животна средина дојде, едниот пат ни кажа, овој ви е лиценциран собирач, складира отпад, третира, не можете, се пререгистрираме. Вториот пат беше целта комуна. Порано Дуропак, се е Ада Смит, исто вториот пат се пререгистрираме, така да мислам дека во праксата кога можеше ние да постапуваме така, се со цел да се имплементира законот, тоа треба да се одржи. Напоменувам дека има постојан колективни постапувачи кои што не се Сдруженијето, а кај кој фигурира вакви основачи, а претпоставувам и дека во иднина ќе се доставуваат барања за добивање лиценца од фирми кај што основачите ќе бидат
имаат лиценца за складирање и третирање на отпад, а Министерството ја има листата и може фино да види. И второ, значи основачите мора да бидат пример. Не да бидат должници УЈП. Они треба да бидат пример како треба да се работи и да се воспостави систем. И тоа претпоставува Министерството, како што беше доследно во транспарентноста и изготвување на законската регулатива, која мора да кажам генерално навистина е добра, у комуникација се со нас, транспарентноста е одлична од страна Министерството, дека ќе ги има во предвид и овие сугестии кои сега ги изнесовме. Ви благодарим уште еднешка на присуството.